Имало восстанија кои што за жал да кажеме дека македонската историографија многу малку има посветено внимание на нив. Особено тие се чести, па можеме да кажеме дека фактички сите тие власт на беговите се една форма на восстанија. Не е класично восстание против османлиската власт, али да кажеме некоја осамостојување. И на албанските бегови во Тетово, и на пашите во Видин, и на Али Паша Јанински. Ма тоа е за привилегиите на владеачката класа фактички. Па да, не е за обичното местно население. Да. Еве например има едно восстание, често го дискутираме, тоа е восстанието генерално на муслиманското и албанското население од северозападна Македонија, значи Гостивајско Тетовско. Тоа е восстанието од 1844 година на Дервиш цар, и тоа восстание е фактички резултат на незадоволството на ова население од, да кажеме, новиот просветителски европски курс на султаните во тој период. Голема централизација сигурно што сакале да направат. Централизација, тоа е на некој начин конзервативно, бидејќи тоа е восстание на статус квото. Но е од голем обем и главната битка се одвива во Катлановско поле, Катлановско блато, каде што восстаниците губат и османлиите успеваат да го завршат восстанието. Но големи центри како Куманово, Скопје, Гостивај се под восстанички раце. И например ако се читаат патописците од тој период, тие го зборуваат за тоа и го дефинираат како албанско восстание.